почитувани представници на медиумите, почитувани колеги Вучич и Рама, почитувани граѓани. Денешниот самит на Европската Унија за Западен Балкан беше форум на кој ги разгледавме отворените прашања од национален и регионален интерес за Западниот Балкан во контекст на последните геостратешки предизвици. Руската агресија во Украина представува закана за сите земји во регионот и во овој контекст проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан треба да се гледа како неопходност, но и влог во безбедноста на Европската Унија. Имајќи ги предвид околностите во кои се наоѓаме, на самитот денес изразив недоволство од динамиката со која се одвиваат процесите за пристап и отпочнување на преговори. Северна Македонија е земја кандидат близу 18 години. Договорот за стабилизација и асоциација го подпишавме пред точно 21 година. Во март 2020 година Европскиот совет донесе одлука за безусловен старт на преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската Унија. Но еве сме тука денес, а преговорите се уште не се започнати. Ќе бидам директен уште веднаш. Ова што се случува е сериозен проблем и сериозен удар врз кредибилитноста на Европската Унија. Губиме драгоценно време кое реално го немаме на располагање. Северна Македонија и Албанија, но и регионот не смееме да дозволиме да тапкаме во место поради една земја членка која едноставно не успева да се искоординира и да обезбеди деблокирање на нашиот европски пат. Не смееме да дозволиме билатералните прашања да станат мултилатерален проблем. Северна Македонија е земја која светот денес ја препознава како земја која успева преку отворен диалог да разреши горливи и тешки прашања. Како земја која е посветена на изнаоѓање заеднички прифатливи решенија кои се базирани на европски вредности и достоинство на граѓаните. Со истата идеја ние влеговме и во процесот на преговори со Бугарија. Искрено и со желба истите да се поставени на европски вредности. Месеци наназад инсистиравме да си го посветиме времето и вниманието кон иднината и никој изнаоѓање решенија кои ќе го деблокираат процесот за престапување и за Северна Македонија и за Албанија. Бугарија пак од друга страна реши да се врати во минатото и повторно да постави блокада која никому не оди во прилог, освен на одредени трети страни кои ќе имаат отворен терен да ги пополнат празнините кои неминовно ќе се отворат со вакви непромислени чекори, што е исклучително важно од геостратешки аспект. Северна Македонија досега направи многу. Ние донесовме многу тешки одлуки. Работиме посветено на реформите дома, а со цел европеизација на општеството. Време е Европската Унија да ги исполни своите ветувања пред да даде нови. Што се однесува до францускиот предлог, најпрво би сакал да упатам благодарност до председателот Макрон за неговиот ангажман и за вложениот напор за изнаоѓање решение. Во тој динамичен процес на работа со француското председателство ние ги соопштивме нашите позиции и црвени линии и во тој контекст би сакал уште еднаш да потврдам дека предлог кој би бил прифатлив треба да ги гарантира клучните елементи. Чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не можат да бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската Унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени за вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на Уставот. Цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската Унија дека Бугарија нема да условува со нови барања надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатералниот протокол кој се уште не е усогласен со Бугарија. И секако, секое решение ќе треба да е консултирано со институциите на Република Северна Македонија. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Доколку во текот на француското председателство се постигне разбирање за нашите позиции, ние сме подготвени да се вклучиме во разговори за истите, за да се започнат преговори до крајот на јуни. Сакам да искористам оваа прилика и да порачам дека граѓаните на Северна Македонија може да се спокојни. Ние секогаш ги имаме во прв план стратешките интереси и цели на државата. Никој не може без наша согласност да наметне какво било решение. Ние направивме се, сега Европската Унија е на потек. Во меѓувреме Северна Македонија, Албанија и Србија активно и практично ќе ги имплементираат 4 слободи на кои почива Европската Унија. Ќе ги европеизираат општествата и ќе ги подобрат квалитетот на животот на граѓаните преку иницијативата Отворен Балкан. Иницијативата Отворен Балкан не е замена за Европската Унија, но е контекстот кој е потребен додека да се приклучиме на семејството на Европската Унија, додека чекаме предвидливи, кредибилни, забрзани евроинтеграцијски процеси. Денес воедно ја слушнавме иницијативата на председателот Макрон
за воспоставување на европска политичка заедница како платформа за стратешки политички диалог и одлуки кои се важни за целиот европски континент. Оваа иницијатива ја поздравуваме и сметаме дека е важно да се воспостави токму во овој момент, но би сакале да видиме како ќе функционира и кои се конкретните цели. Која било иницијатива од овој карактер не смее да биде замена за полноправно членство во Европската Унија. Би сакал да заклучам со следново. Сите 27 лидери, 27 нации, 27 земји кои се приклучија на Унијата, сите се приклучија гордо со сите различности и со целосна почит за своите и за туѓите културни, лингвистички и историски различности. Ништо од ова не било проблематизирано на европскиот пат. Тоа е она што и ние го посекуваме. Ништо повеќе и ништо помалку. Почит за лингвистичкиот, етничкиот, културниот и историскиот идентитет на мојот народ. И да се приклучиме кон Унијата гордо, заедно со сите членови на Европската Унија, заедно со сите народи, членки на Европската Унија и секако исполнувајќи ги сите критериуми за членство. Ви благодарам.